Македонците живеат најлошо во Европа. Ова како податок во јавноста го пласираше консултантската фирма за глобален менеджмент Boston Consulting Group, која спровела истражување на квалитетот на животот на луѓето во сите европски земји. Според нив, од највисока оценка 100, квалитетот на животот во Македонија е проценет со 42,9, што е најмалку на целиот континент. Ова го покажале истражувањата на странците, но што велат нашите граѓани, како се живее во државата? Лош, многу лош. Зошто? Па сиромаштија, голема сиромаштија, класна разлика, многу богати и многу сиромаси. Па добро се живее. Чим има 4,5 милиарди штедни влогови, значи добро се живее. Просечната плата во Македонија е 24.000 денари, просекот во источниот регион е околу 15.000, а пензиите во просек се околу 12.000 денари. Доволни ли се овие пари за живот? Минимално, ниски, најниски пензии и плати, затоа ни бегат младите. Има ли живот со тие пари се си? Не, ако има ќе живеат и децата, нема да бегат. Катастрофа. Започне од пензионери па до плати. Конфекционерите работат како да си заради како сивоњи, од 6 вече до 10, 8, 9, зависи, за 10-12 дарки. Со две плати, да рече, може неко да се води некоја минимално задоволување, а онака малку се пуше по-надлаго не може. Одржливиот квалитет на живот се мери со 44 различни индикатори, меѓу кои се бруто домашниот производ по глава на жител, стапката на невработеност, инфлацијата, распространетоста на болести, очекуван животен век, квалитетот и достапноста на образование, квалитет на инфраструктура, состојбата на животна средина, контролата на корупцијата и слободата на печатот. Како сите овие параметри во нашата држава изгледаат во пракса? Со $9.400 годишен бруто домашен производ, Македонија е на предпоследното место во регионот. Стапката на невработеноста е 21%, стапката на сиромаштија е 22%, а просечниот животен век е 75 години.